Na 50 km južno od Kavadarci, na patnji od pravec Kavadarci-Pulevec, smesteno na istočnata padina na planinata Kozjak, na nadmorska visočina od 800 metri se naogja seloto Majdan. Ime togo dobilo turski odzbor Majdan, što znači rudnik. Ako ga se spomnuva seloto Majdan, sekuar se misli na rudnik od Alšar, kojevo neposredna blizina. Sušnost nastanokot i razvojot na selotovo minatjato bilbo tesna vrska su eksploatacijata na rudnoto bogatstvo na Alšar. Pišani dokumenti za brojot na naselenijetovo minatoto ne postojat. Našite su govornici go pametat vremeto koga vo Majdan živele do 26 semestva i to avo golemi zajednici. Tije se zanimavale so stočarstvo i zemljodelije. No postoji bogata istorija za rudnikot koja datira ušte od antički od period. Najsveši se podatocite od turski od period koga rudnikot Alšar aktivno rabotalo od 1881. do 1912. godina i vo nego rabotalo od 200 do 400 rudari koji bile smestjeni u sjeloto ili vo negova neposredna blizina. Interesot za rudnikot i deneska ne prestanuva. Majdenci se složni žiteli. Toplina i široka gostoprimljivost zrači od dnevnite nasmijani i vedri lica. Po Majdan se je zeleno, letata prijatni, sveži i neodoljivo privlačni za lugeto od gradot. Po Majdan sekuoške najdete konak i nikogoš nema da si otidete gladni. Nekoliko selani koji postojeno žive, a tvova selo nesomnjeno imat neznačajne uloga za opstanok od na Majdan. To se Čičko Nikola, Dedo Kosta i Spase Dinov, predsjedatelj na mesnata zajednica Majdan. Ebe kako gi zateknavme ova leto gospodovo 2001. godina. Тука, пред селото, пред селската чешма, убаво тазе во Росана го затекнавме Чичко Никола Динов. Да. Била дека тој е најсталниот член, жител на селото Мајдан. Јас сум најстар тука во Мајдан и тука си живеам. Да, тука сте роден. Тука сум роден 74 години. Да. Твојот татко семејството тука потекна. И тука почиват. Да. И сега Вела дека кој сака да дојде, да остави порака, да најде некого, пред да се војадат телефоните, треба само да го најде Чичко Никола. Да. Може тоа, јас можам секој да го путам негде кај што треба да оде или што е, како е. Може. Да. Кажи ми, Чичко Никола, како беше животот порано во Мајдан, кога бевте млади? Слушај, на можда да окудов ја Мајдан. Има многу слога. Мајденци. Како да речеме, имаше околу 35 куќи беме тоа сите мајденци. Арнема, по тоа лошо време, 44 година, го искрева патот. И луѓето исплашија превозно средство, немаше како избегаа. Да. Има кој како пари, избега, ја немаше ништо, бе на државна работа, работеше. И си остана јас. Сега живна. Али, како живна? Сега, не сакам да критикувам. Дека, ние што гледаш кучурски, тие се викинки. Тие денеска ќе останат туа, веќе си одат, као и ти се прелази. Јас патикус. Туа кај мене, кој помните? Милиција. Шумското, војската, одат ти. И така се живееме. На тој начин, а јас сум тоа. Вие живеете од земјоделие и одгледувате стока. Стока порното, сега не, јас Да. А порано како? порано на стока, на земјоделие, тоа сето се работеше и вадеа. И значи од тоа нешто. Да. Што садевте? Компер, пченица, рож, морозка, такви работи, сето гра, се тие работи работени тоа. Се раѓаше? Се раѓаше, за тука се раѓаше, ако не маше да го извозуиш негде, али за овдеа имаше доволно.
Да. И си живеат умеденци. А од добиток што имавте? Овци чуваме, говеда, коње, селото големо, не као сега вака да најдеш намо, ќе најдеш луѓе погоре, подолу, село големо, а сега нема сега така. Па вака, оно осеќаваме што го имам ја уште како детинство, многу тешко. Беше во тоа време, со иш пат, школување никако, од тие после 8 години кога требаше да се оде на школу. Имаме едно школо тука у селото, пошто не беше големо селото со многу дечиња, па да се образува школу, беме до 16-20 дечиња. За сметка на тоа да не се плаќа учители, па не знам што, одеме за рожден, тоа е многу тежното. 7 километра секој ден одеме за рожден. Тоа ми дојде впечаток во најтешкото време како детинство, по невреме, по снегови, по врнежливи времења, зими, лете, како се зависи, се знае сезоната на школата кога е. Во најтешкото време годините беа многу лоши, снегопадни, ќе се десе денови кога ќе напарчекат дотели долу до колена снег, истопени, искиснети со вода по реката ќе паѓаме, ќе се давиме, па поголемите ќе навадат од таму, тоа го имав лично јас како искуство. Мислам да рибна тоа бил помрзнато озгора реката, кај рибна и падна увират, па тие што беа поголемите од 4-то делење, па они истрчаа, па ме извадија и така. Сака да кажам, тоа време беше сега е многу пубаво, и патиштеви, мостови направија. Тога немаше козио патче и по тоа патче се обрвуваш и одеш за рожден на школу. Торбето на една страна лепчето, на друга страна книгата и оно се го учил тука никако струја. Ние по наши викаме тоа, не знам некој дали ќе ме разбере, од боровите бурина. Ќе ставиме оплетена и ќе учиме на ќеска, а утре тоа што ни го научиле под ламбе немаме. Немаше ламбе. После имаме ламбе, кога дојде рудник да работи со карбидни ламби, татко го работеше во рудникот, па се светен па ќе учиме неко. Значи така да кажеме, тој дел беше тешко. После тоа самото време патишта се почна да се прават, шумското, Аошар, значи се збогате во тој дел со работа, се сприме работа тука. Имаше доста работи кои што беа по на возраст селата. Ги не пуштаа земјоделието горе-долу. Немаше печалба, ниту тутун се садеше, ниту лозија, ниту никакви печалба да има. Се работеше колку денеска за денеска, утре за утре, за лепче. Нема повеќе. Сточарство имаше. Кој што има стока, па нема каде да го продаде сирењето. Нема волнат каде да продаде. За сметка на тоа ќе се јаде, ако треба парче денеска да помине помалку, ќе му остави колку леп, толку сирење. Колку семејства беа? Семејства беа 24 куќи, од тие беа изделени жените и браќа таму, вамо, може да се рачуна на до 30 беа. Во последното време, гледајќи ситуацијата дека нема никој печалба, селото се множе, од стока нема чар, кога тие 53 година, кога дојде тука култивот, кој што имаа, па му и фасвекука. Сега слушам по радиото, по телевизија, ако му земе имот, му ги враќат тога стоката, жива стока, зима и колија, тека не ги дава, кај тоа не се неповратно. Видоа дека не било тоа, за сметка на тоа и станаа ги се почнаа да се селат. Поводи, реки сокина, тие пачиња што ги имаме, козите, тие сокина не се одеше. Никако мостеви, никако. Дете се разболе, старчови се разболе, ќе умира. И бяко за денек се треба да спасе живот, ќе умре, нема откаде. И видео, не видоа, мора да се населиме. Откако отидо во пензија во 78
8-9 година јас тука на овај терен си купи нива и полека направи една кучушка да можам во моите стари години со бабата си поживеам и до својата смрт. На Мајдан не само теренот, ами и историјата ми е позната од постарите, бидејќи јас на 1,5 километар до Мајдан во Привош, кој сум и роден, и тука го има проведено мојот детински живот, каде што живее се до 20 години. И затоа убавините на Мајдан и населењето и географската положба и животот колку што беше, што имаше, сето ми е познато. Чичко Коста одбра старите пензионерски денови да си ги помина овде во Мајдан со својата бабичка, тетка Божана. Како ви е тука? Еве веќе 20 години. 20 години ти сме дојдени. Си носеме песокта, износиме сета од реката на количка мала и си ја направим вај куќа малце да одживееме. Мама, работа па си створиме. Да. Што правите? Те затекнавме во бавчата. Во бавчата, граја компир садиме, тоа овоќарник садиме. Со тоа се занимаваме. Да. Колку да се движиме малку, да се движиме. За жената секогаш има работа. Секогаш работа. За жената дома работа, у нивата работа и се движи со тоа. Да. Дали сама месиш леп тука додека сте? Ами си меса леп тука, сето тоа си го работа. Месење, перење, можа, не можа, со стапчето под прена. И ода праша, копам. Да. Божана, како Така ти... сме научени. Да. Како е климата тука? Дали ти одговара? Убаво ли ти е тука? Убава е климата. Ами и за тоа живеа до сега. Ја колку болка бе изболедуна. Ама ете климата тоа одржава и още живеат со стапчето, ода по нивата и си работи помалку. Кога доаѓате тука во Мајдан на пролет? Ами у марта. Март месец. Од март су дојдена и у Кавадарци нема отидена. И у септември ке ќе ојдем. Дури во септември. А, Зимата сте во Кавадарци? зимата у Кавадарци, а пролета бдя. Малци пчели вртим, со тия пчели тебе на човекот да му направиш ручок треба, леп да му месиш, ручок да го периш. Тие работи сака да му... Заради тој и јас свам се да бдя. Иначе сам не може. Имавте порано и овоштарник тука овде. И овощарник сега, ваа година го секом. Да, имавте Има. јаболки и сливи. Јаболки и сливи, црните сливи, веќе си вареме. И јабаката не можем сега да ја прскаме и со секоми. А како е бабчето оваа година? Ваа година бав ставна, компири, грасо, пипер. Арни сега, за сега и тоа ќе биде, веќе нема друго, не можем веќе да садиме. Изминаме годините. Каде ви е поубаво? Дали во Кавадарци или тука во Мајдан? Ами тука сме навикнати, ја 20 години, еве каде су, и ту су навикната. И ги плаваме бдја. Си по-намирно и ќе одиш и се движиш. Ако нема многу човеци, е вака, некти ќе дојде, ама и за тоа работа па. И не може со стапи се подпирам, а ќе ода ќе праша, ќе копам. По 3 пати се скопани компири, гра, пипер, 4 пати. Само се движа там. Ако не се движа, па не може. Младите доаѓаат ли тука? Ами доаѓате, вака, кој има некоја работа за пчелите, кои тоа. Помагаат помалку? Ами помагаат тама, а што е садено, јас го работам. Они не може тоа, си имат негова работа па. И да сака не може, а пчелите сам не се работи там, да откусто не може сам да работи. Му помагаат една ден, два и ќе си одат. Па они си имат тамо работа. И така. Добро. Ние сме 6 деца, браќи, четворици, 2 сестри.
Така да од сета таа сиромаштина што а имало, што не могат да се снајдат, не да не работеле, меѓутоа се знае од планината, како што реков, денеска за утре, леп читач да го имаш и тоа да го произведиш. Тогаш се живеела во поголеми семејни заедници. Тога живееме поголеми семејства. Јас дедот, што ми кажу тој татко ми прво пат дедот, он е до втори братучеди, ако така може да бидам разбран, во едно семејство. Еден во тие си имал како главен, да наречем, што дава командата на семејството и потоа одело доста години. Па мојот татко, кај што ме разправаше, со прв братучет се женеле, па женете се делиле. Значи, жените се делили. Тие по двете деца, татко ми со двете деца и веќе тоа станува многу голема фамилија. Внучиња од една, од друга страна, браќа на татко ми, браќа на тие. Така да до 40 со внучиња фамилија голема, членови во семејството. И така да тоа после се разделили, браќа со браќа, братчеди прво со братчеди, па браќа со браќа и се намалува, односно семејството се наголемува, али како поколение, мислам. Тие што бил најглавниот на фамилијата тука, што он имало едно звончи горе, тогаш немало некои други звуци, за го звоне звончето и секој кој од кај чул таму трче за да види кошот што се бара. И секој кој како, ако дедо одговара, дедо ќе рече, ако одговара татко, татко ќе рече, ако одговара за чичко, чичко. Што ми било, значи најстар, секој кој бил дедо да се нарече. Затоа сакам да кажам дека имало нека дисциплина и послушност и поштување во тие дел. Кога беа тие 24 фамилии, тука повеќе се преведуваше мороска, бидејќи Мајдан паѓа малку вака на запад е со високи шуми и по многу рано се стемнува и подоткена малку сонцето го ваќа, мороската успеваше и пчени се раш и човеците има многу стока, значи во Мајдан имаше 1300 овци и кози, а посебно имаше околу 300 дубици едри, волови и коња и магарија маски околу 100 дубици. Неговите најочувани беа во тоа време. И тие 24 фамилии, местото теренот беше доволно да можат они да си живеат едно нормално, се до 55-та година, 6-та, постана овој крик со патишата, и они се оселија и селото ќе остана така. Да се вратам малку за рудникот. Тука рудникот кога беше тука и самото село имаше екзистенција за живот. А за тоа го викам, самиот рудник, куњата што му беше тука, народот што требаше да јаде, повеќе се зимаше од селото, сирење, млеко, месо од овци, јагнија. Јагнија имаше овчар, нарочито од вработените на рудникот на Алшар, определен за сточар, за овчар и по потреба они си колеа јагнења, овни за самите работници. Пред нека една година, две, тука и исто се поврате малку, имаше една истражни преко Диме Мукаетов, како директор на МАК Минко, сега името така на Алшар наречено, дојдене геолозија од Англија, англичански, истражуваа тука, меѓутоа изгледа се тоа се соспадна со самата војна Македонија, требаше да дојдат пак, го напуштија теренот, обеќе да идат, сега зависи од државата како ќе го спроведе мирот и да се оконче работата и дали. Дали во перспектива гледате дека влијанието на истражувањето можеби ќе значи и уште многу повеќе за селото овде и за животот во Мајдан? Тоа како ќе значи, затоа што секое ново отварање на рудник во Мајдан или поблиско до Мајдан, како значи за населението во Мајдан. Ќе имаме пат, проводност на патот, за зими и летени. Еве 2 години, 3, кога Фене беше паузиран, па ние се жалеме како ќе дојме до Мајдан и како ќе дојме од Мајдан, ако треба, ако така налага волјата. Затоа што патишта през зимно време беа доста затворени, нема кој да ги очиста. И во тој дел тука, ако најголемата среќа ќе ја има, рудник да се отвори и да се пуште, како што реков, патот за Пулјевец, граничниот премин,
тогаш ќе нема проблем Мајдан. Мајдан ќе биде град, а нема да биде веќе село. Како го гледате Мајдан наредните 10 години, како би изгледало во 2010 година? По ова искажување сега што се направат напори за водата, за струјата пошто добиме, пошто еве сега и телефони има, се планира за наредно, ова те беше започна и 2001 година и има нешто одобрено средства колку што се имаше во едновечерни новости да се направи погранични појас на Пулјевец. Ако сето тоа се стори и се направи, ја мислам ќе има големо заинтересирање на многу луѓе, на граѓани од подалечните места кои што ќе имат желба да направат и го гледам многу поотворено Мајдан ќе биде, ќе се организира. Има и такви идеи и преговори со архитектот на Кавадарци, со нашиот архитект на општина Конопишта, да се организира, да се инсталира и со канализација и со водовод и мислам во тој дел во наредните 10 години Мајдан ќе представува едно центар, најблизок центар до најблиско центар на Грција ќе биде тука, овој дел Маријова го поврзат. И Кавадарци, општина Кавадарци, со Демирка пие нагоре, ја мислам дека ќе биде центар на наредните 10 години, тоа ќе биде изобил Слубина.